Најново издание на регионалните вести. Во Советот на општина Гостивар денес се формираше ново мнозинство, кое го предводи партијата на градоначалникот Арбен Таравари. Насир Мусли од Дуи поднесе оставка, а за нов председател беше избран Бесим Мемеди. Од СДСМ реагираа дека при изборот имало прекршување на законите и деловникот за работа на Советот. На денешната седница на Советот на општина Гостивар се случи пресврт со советничкото мнозинство. Од сега одлучувачките 16 гласа се во рацете на партијата на градоначалникот Арбен Таравари, Алијанса за албанците. Председателот на Советот Насир Муслиу од Дуи на почетокот на седницата поднесе оставка, образложувајќи дека ја дава поради тоа што веќе немаат мнозинска поддршка. Советот потоа за нов председател го избра Бесим Мемеди од Алијанса за албанците. Нашата група, председател на координативна група Њомда Чачири, предлагаше во врска со деловник за работа на Советот, предлагаше од член 67 точка да од сега да работам јас како председател на општина Гостивар. Верувам дека ќе имам добра соработка и со вас како медиуми и со сите советници на општината Гостивар. На начинот на избор на новиот председател остро реагираше советникот на СДСМ Зоран Ангелов, потенцирајќи дека се прекршени деловникот за работа, статутот на Советот и законот за локална самоуправа. Што значи тоа? Тоа значи дека преседавачот даде совет, даде оставка, никој не гласавме за таа оставка. Најстариот член побарав да се види кој е најстар член. Исто така од администрацијата не добивме известување. Седнаа на фотелја, предложија, избра. Значи прекршен е и статут, и закон за локална управа, за локална самоуправа, значи максимално прекршување на сите закони денеска. Инаку за изборот на новиот председател двајцата советници од партијата на Весел Мемеди НДП беа воздржани, додека советникот од демократските сили на ромите Кашмир Салиу, кој досега ги поддржуваше Дуи и СДСМ, гласаше за. Жителите на Камењане викендов со протест го искажаа револтот од одлуката на општина Боговиње. Училиштето Сабедин Бајрами, каде учениците од 1 до 5 оделение следат настава, да се пренамени во градинка, а тие да учат заедно со учениците од 6 до 9 оделение во училишниот објект во горниот дел од селото. Мештаните сметаат дека со оваа одлука само ќе се појави проблем со пренатрупаност во училиштето во горниот дел на селото, каде ќе снема кабинети и ќе соди во 2 смени. Нема да имаме нормален образовен процес, ќе имаме проблем со просторните услови, повеќе ќе имаме штета отколку корист, изјави жител на Камењане. Градоначалникот на општина Боговиње вели дека во училишниот објект има услови за сите ученици, а за стариот училишен објект има издвоено пари за прилагодување во градинка. Усвојувањето на овој проект е во вредност од 12 милиони денари, така што се занимаваме со сериозна капитална инвестиција, каде нашите деца ќе имаат значително подобри услови отколку што имаат досега, и со оваа инвестиција ќе се зголеми квалитетот на пружената нега, се вели во писмениот одговор на градоначалникот на општина Боговиње Албон Џемеили. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека тие постапуваат само по барање на општината. Во Средното техничко училиште во Гостивар денес се отвори современо опремен кабинет за образование на електромонтери и техничари, кои што по завршување на училиштето ќе добијат понуди за работа во компанијата Евана. На настанот присуствуваше и министерот за образование Арбер Адеми. 20 на ученика добија можност да стекнат стручно образование за електромонтери и техничари по светски стандарди во Средното техничко училиште во Гостивар. Во училиштето денес беше пуштен во употреба новиот кабинет за овие струки, кој што е опремен со поддршка на компанијата Евана. Во соработка со истата компанија ќе се одвива и наставната програма и практичниот дел од наставата, а учениците по завршување на образованието ќе добијат понуди за работа.
На свеченото отворање присуствуваа министерот за образование Арбар Адеми и председателот на управниот одбор на компанијата Штефан Петер. Ова паралелка е посебна паралелка од повеќе причини. Не само што е во рамки на концептот на дуално образование, каде што ќе имат наставници кои што ќе ги нуди училиштето, но ќе имат ментори и од страна на компанијата Ева на Македонија. И тука апелирам до сите ученици да ги следат насоките на наставниците и на менторите на компанијата на Ева на Македонија, бидејќи само така ќе доаѓат до вештини, до знаења кои се неопходни за пазарот на трудот. Исто така, посебноста на ова паралелка е во тоа што и е предвидено и стипендии за ученици, а за тие кои имат добар, најдобар успех, се предвидува можноста, нели, и за работно место на самата компанија. I'm glad that you're all here and I'm glad that I can participate in this very beautiful day. Мило ми е што сум овде во Гостивар на овој свечен ден. Горд сум на учениците кои што сватија дека треба да ја земат еднината во своји раце и да одлучат да ни веруваат. Затоа се обврзуваме да им пружиме образование на светско ниво, а потоа и можност за вработување. Еднината на младите е наша обврска, која можеме да обезбедиме само ако им дадеме квалитетно образование и можност да работат. Овој проект го обезбедува токму тоа. Директорот на Техничкото училиште во Гостивар Ибраим Асани во своето обраќање се заблагодари на поддршката за отворање на кабинетот и истакна дека овој проект е од големо значење за децата и за самото училиште. Ваквата соработка е навистина значајна за нашето училиште, бидејќи им овозможува на нашите ученици да се афирмираат и професионално да се подготват за нивното идно вработување. За нашето училиште и за сите нас ова е огромен успех затоа што нашите генерации ќе имат можност да се вклучат во работниот процес без потешкотии. Новиот кабинет е опремен со современи уреди, заштитна опрема и алатки кои монтерите ги користат при секојдневна работа на терен. Средношколците пракса ќе посетуваат во подружниците на Евана во Гостивар и во Тетово, под менторство на стручни монтери и специјалисти. Проектот е вреден околу 20.000 евра. Централниот регистар на Северна Македонија организира отворени денови со граѓаните. Првиот отворен ден започна во подрачната канцеларија Тетово. Целта на отворените денови, како што вели првиот човек на оваа институција, е да се олесни работата на граѓаните околу издавањето на e-потврди. Оти дел од нив не знаат дека ваквите документи може да ги извадат електронски. Со проектот e-поднеси сам, сега може физичките лица кои поседуваат токен да регистрираат правен субјект без физички да присуствуваат во просториите на Централниот регистар. И како и досега може преку системот за е-регистрација, но сега може и физичките лица тоа да го направат сами, покрај регистрационите агенти. Рече Марија Бошковска-Јанковска, директорка на Централниот регистар. Централниот регистар работи на давање на нови услуги за граѓаните. Значи има многу услуги кои што ги дава Централниот регистар, односно работиме и на нови производи, воспоставуваме и нови регистри, а досега веќе ни се воспоставени регистарот на годишни сметки, регистарот на залог, лизинг и фудиција, регистарот на годишни сметки веќе ги споменав, новите регистри се за security transactions, односно обезбедени транзакции, и регистарот на директни собственици. Оној нов регистар за кој што имаме законска обврска, кој што треба да се воспостави до 1 ноември. Истакна Јанковска. Во последниве 2 години за 10% зголемен е бројот на регистрирани правни лица. Во Македонија трговски регистрирани правни лица има 65.000 и 25.000 други непрофитни организации, како невладени издруженија и слично. Општинската организација на СДСМ од Тетово денес одржа пресконференција за медиумите. Власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, продолжува со исполнување на ветеното. За нас зборот важи, а делата говорат. Инвестираме во нашата иднина. Инвестираме во квалитетен едукативен процес за децата од предучилишна возраст.
преку изградба на соодветни објекти и вложување во воспитно-образовниот кадар. Општина Брвеница за прв пак добива своја градинка. За изградба и опремување на новиот објект се издвоени над 26 милиони денари. Отвараме простор за 80 дечиња, инвестираме во раниот детски развој. Комплетно се реновирани и реконструирани и два објекта на општинската јавна установа за деца, детската градинка Младосток Тетово. И тоа, објектите на старата градинка и градинката на Поток. Овозможуваме соодветен, безбеден и удобен престој за најмалите. Со покачувањето на платите на вработените во детските градинки за 21%, односно над 3000 денари, покажуваме дека ја цениме и вреднуваме нивната посветеност кон работата. Изготвен е и проект план и наскоро се очекува да отпочне со изградба уште еден нов објект за детска градинка во Тетово. Се грижиме подеднакво за сите. Сакаме задоволни граѓани. Зборот важи. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. 39-годишник од гостиварското село Градец вчера пријавил дека околу 15 часот и 40 минути на автобуската станица Тетово најпрво физички бил нападнат од 32-годишник од гостиварски Добридол, а потоа 2 часа противправно бил лишен од слобода во неговата работилница во која насилно го однел со возило Пежо. Нешто подоцна 32-годишникот самиот се пријавил во полициската станица Гостивар, а лишен од слобода и неговиот брат. 20-годишна скопјанка вчера пријавила дека враќајќи се од тетовското село Луковица, каде во викендичка престојувала со нејзини 3 другари од Скопје, околу 18 часот и 15 минути, нивното возило Volkswagen Passat со скопски таблици го пресретнале други две возила, Golf Тройка и Honda Civic, од кои излегле неколку лица. Едниот од нив, 24-годишник од Скопје, со кого претходно била во љубовна врска, најпрво физички ја нападнал, а потоа ги нападнал и двајцата нејзини другари, пошто со двете возила го напуштиле местото и се оддалечиле во непозната насока. Ноќеска околу 1 часот и 45 минути во Гостивар лишен од слобода е 31-годишник од гостиварски Добридол. Половина час по полноќ тој со неговото возило удрил во патничко возило Мерцедес, кое било паркирано на улица Браќа Блажевски во Гостивар, а чиј собственик бил 30-годишник од истото село, а со кого подолго време имале нарушени односи. Вчера вечер околу 19 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 18-годишник и 21-годишник од Тетовска Мала Речица. При нивен преглед под клупата на која седеле пронајдена е марихуана, поради што двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок, информираат од тетовската полиција. 63 прекршоци кои ги направиле мотоциклисти, регистрирала полицијата во текот на изминатиот викенд. Најмногу од нив се неносење кацига и управување без возачка дозвола. Полициски службеници на СВР Тетово изминатиот викенд спровеле акциска контрола со која биле опфатени мотоциклисти. При контролата вкупно откриени се 63 прекршоци, од кои 45 во Тетово и 18 во Гостивар, од кои 23 неносење на заштитна кацига, 12 во Тетово, 11 во Гостивар, 22 управување без возачка дозвола, 19 во Тетово и 3 во Гостивар, 10 истечена регистрација, 8 во Тетово и 2 во Гостивар и 7 измината осигурителна полиса. Откриените прекршоци санкционирани се со 59 прекршочни платни налози, од кои 41 во Тетово и 18 во Гостивар. 5 мотоциклисти од Гостивар веднаш се исклучени од сообраќај. На еден од Тетово му е одземена возачката дозвола. 4 се писмено опоменати, додека 11 се повикани на сообраќајна поука.
Од Центарот за јавно здравје Тетово ги известуваат граѓаните на општина Желино дека во периодот на 16, 17 и 17 и 18 септември во вечерните, почнувајќи од 20 часот и 30 минути до раните утрински часови, ќе се спроведе теристичка адултицидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со ротационо светло. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Голем пожар во шумите близу селата Кери Агалас на грчкиот остров Закинтос и понатака е надвор од контрола, а пожарникарите се борат со огнената стихија цела ноќ. Во пожарот што изби вчера околу 11 часот во јужниот дел на грчкиот остров Закинтос, материјална штета претрпеа неколку куќи, а 2 села и 1 хотел беа превентивно евакуирани. Досна синоќа на островот пристигнаа пожарникарите од Солун, но и генералниот секретар за цивилна заштита Никос Хараљас. Во справувањето со огнените јазици учествуваат 171 пожарникар со 52 возила, 2 специјални пожарникарски единици, 9 пешадирски единици, 2 авиони и 4 хеликоптери, а помагаат и 13 цистерни од општината. Грчката полиција на островот Крит уапси 6 грчки државјани и објави потерница за уште 5 албански државјани, откако во текот на последните 24 часа беше уништена организацијата која везувала оружје и муниција од Албанија. Истрагата покажа дека оружјето влегувало нелегално од Албанија и било собрано на подрачјата Епер и Козани, а потоа пренесено со камион до островот Крит. Властите ја открија организацијата и по интензивните прислушкувања презема акцијата, која се реализираше во моментот кога камионот во кој се наоѓаше оружјето беше изнесен од траектот во Ханија Крит. Во пратката која се пренесуваше со камион беа пронајдени 122.000 куршуми од калашникови, 4 парчиња автоматско оружје, како и детонатори, ловџиски пушки и делови од автоматско огнено оружје. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се подготвени да одговорат на нападот од 14 септември, со кој беше оневозможена половината од нафтената продукција на Саудиска Арабија. Чекаме да слушнеме од Саудиското кралство да каже кој стои зад нападот и под кои услови да постапуваме, напиша Трамп на Твитер, наведувајќи дека Соединетите држави имаат сознанија за кој станува збор. Предходно јеменските бунтовници кои се поддржани од Иран соопштија дека го извршиле нападот, но Вашингтон го обвини самиот Иран. Државниот секретар Мајк Помпео изјави дека немало докази од и нападите дошле од Јемен. Иран ги отфрли обвинувањата дека ги организирал нападите со беспилотни летала врз саудиските нафтени постројки, посочувајќи дека Вашингтон бара изговор да се одмозди против Исламската република. آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و اعتراف کنن که حضور اونها در منطقه و مداخلات اونها در منطقه هم در سوریه هم در یمن و هم در سایر مناطق مشکل آفرین هست، هر از گاهی کشورهای خود منطقه رو متهم می‌کنند یا Техеран и Вашингтон се во своевидна кавга од мај минатата година, кога председателот Доналд Трамп се повлече од мултилатералниот договор во 2015 година, кој ветуваше ослободување на Иран од санкциите како замена за ограничување на неговата нуклеарна програма. Нападот со беспилотни летала во саботата врз постројката Абкаик во Саудиска Арабија и нафтеното поле Кураис доведе до прекин на околу 5,7 милиони барели од производството на сурова нафта на кралството дневно, што е еквивалентно на повеќе од 15 од светското дневно снабдување. Трамп твитна дека нападите може да имаат влијание врз цените на нафтата, поради што Соединетите држави решија да ослободат дел од нафтените резерви за да ги одржат пазарите добро снабдени. Времето денес беше сончево и топло со слаб ветер од променлив правец.
Температурите се движеа во интервал од 10 до 31 степен Целзиусов. Утре не очекува претежно сончево и надпросечно топло време. Температурите ќе се движат во интервал од 10 до 33 степени Целзиусови. Вестите ги завршуваме. Пријатно!